Председателке на оваа комисија, јас навистина почнувам да верувам дека вие сте под силен притисок да продолжите да работите со оваа комисија. И ако на почетокот од денов рековме дека веројатно ова е некоја првоаприлска шега да кажувате дека денес сме во втор ден од расправата за овој закон, јас уште еднаш би ви ги поставила сите прашања кои што веќе еднаш ви ги поставија и координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН, господинот Никола Мицевски, и заменикот координатор Дафина Стојановска. Меѓутоа, очигледно вие не сакате да разберете или едноставно не ви одговара да разберете дека ова што упорно го кршите деловникот и уставот со вашето однесување нема да донесе добро никому, а најмалку на вам. На крајот од денот вие сама ќе се црвите за вашите постапки, на крајот од денот сама ќе седите на некоја клупа која ќе се бара одговорност за вашето однесување и постапување. Се бележи и ова собрание има многу такви белешки, мемоари за некои постапувања, меѓутоа на крајот има и одредени одговорности. Секој треба да има одговорност за своето постапување во ова собрание. Излеговме и на прес и ви кажавме, доколку продолжите на овој начин да се однесувате, без да седнеме и да се договориме дека овој дневен ред не е усвоен, и односно да го признаете тоа, дека овој дневен ред не е усвоен, точката воопшто не е отворена. До тогаш ние ќе зборуваме процедурално и воопшто нема да навлеземе во суштината и содржината на овој вака битен закон. Имате кршење на многу членови од деловникот. Имате кршење на уставот. Станува збор за прекршување на една од основните темелни вредности утврдено со уставот. Член 8, став 1, алинеја 3. Владење на правото. Па зашто ние тука треба да зборуваме за правото кога всушност со вашето постапување вие го прекршувате владењето на правото? Па дали ние треба да направиме сега едно автентично толкување за деловникот да побараме, па да видиме на кој начин треба да постапуваме тука ние, а и вие како председател на една комисија? Спротивно на членот 61 став 2 од уставот се прекршува, односно не се почитува деловникот на собранието. Председателката на оваа комисија спротивно го одзема правото на процедурални забелешки на нашите колеги пратеници кои што цело време се јавуваат за процедурално да укажат на суштински забелешки дека овој закон на овој начин не може да помине во ова собрание. Ова ставање на европско знаменце на закон за кој што е потребна стручна расправа не може да биде со скратена постапка со 3 дена. Едноставно е. Внатре има многу суштински и технички забелешки. Вие сте спремни да го поминете законот и со технички забелешки само за да не се расправа по истиот. Да не се отвори никаква дебата, да не бидат прифатени никакви амандмани. Да помине ова се на една брза лента за тоа што имате одредено ветување. Меѓутоа пак ја повторам. Во ова собрание мора да има одговорност за сите постапувања и за вашето постапување. Ние пратениците, но и целата македонска јавност сме ставени во заблуда. Кој ден е ова денес? Прво кажувате на 29.2021 година почнуваме со прв ден од оваа комисија. Вие навидум констатирате, сега толкувате дека сте го усвоиле дневниот ред, меѓутоа процедурата за усвојување дневен ред добро се знае. Усвојување на дневен ред се прави со прашување за кој е за, констатирање, кој е против, констатирање и дали има некој барање за дополна измена и дополна на дневниот ред. Вие тоа го немате направено. И плюс прогласувате 1 час пауза без да констатирате дека дневниот ред е усвоен. И како и да сега ги толкувате, бидејќи претходно ве слушав, како и да ги толкувате членовите и да читате тука. И целата македонска јавност ја виде снимката. И виде како сте постапиле вие и затоа вратете се чекор назад. Ваквите
преседани кои што се случуваат секојдневно нема да бидат толерирани. На крајот од денот вие ќе одговарате со поднесување на интерпелација од наша страна против вашето председателствување со оваа комисија. Ние пратениците не можеме и не смееме да бидеме ставени во заблуда од страна на председател на една комисија. Па од друга страна, на вториот ден, практично, бевме тука присутни со истата оваа цел, на 21.9. да кажувате за втор ден нема да го рачунам денешниот ден. Па извинете, председателке, меѓутоа ние не сме кај вас дома за вие да кажете дали ќе не почастите со кафе или нема да го рачунете денешното гостување. И исто така, на 9.2. продолживме и денес е ова четврт ден. 3 дена е расправата за една точка, ако веќе сте рачунале нешто. А денес повторно повтарате дека денес е втор ден. А денес не сме ни почнале. И замислете, представник на владата е тука, присутен, се уште не го образложил законот. Меѓутоа, еве ќе кажам, зошто не е тука министерот за правда? Зошто не е тука за да каже дали тој конечно се согласува со ваквиот начин на поднесување на еден закон? На ваквото европско знаменце, на ваквата злоупотреба на праксата? Или на крајот од денот, бидејќи сведоци сте дека на оваа комисија се повлекуваат закони кои ќе дојде министерот тука, за тоа што жалниот се топи од срам за законите кои што се поднесуваат, се плашите дека истиот ќе го повлече и овој закон. Не, нека дојде тука и нека биде присутен на оваа комисија. Додека му ги зборуваме процедуралните забелешки, во исто време ќе навлеземе и во суштинска дебата. Ќе кажеме и кои се нашите технички забелешки на законот. И повторно ќе потоне под столот од срам за содржината на ваквите законски решенија. Нека дојде и нека биде присутен тука. Потоа ќе почнеме да расправаме со суштинска дебата на овој закон. Повлечете се и вие, повлечете и го ваквото решение, се додека не бидат исполнети овие наши услови, за да можеме да донесеме квалитетни законски решенија. Законски решенија кои ќе служат со децении, а не тука секој ден да расправаме со некои ситни измени на закони, затоа што неупотребливи се. Затоа што имаат мал милион дупки, затоа што технички грешки и реченици немаат логика во законите кои што ги поднесувате. Значи, за да продолжам, во врска со седницата број 33 на Комисијата за политички систем, се уште не знаеме која фаза е истиот. Дали е отворена или не е отворена седницата, дали е изгласан дневниот ред, дали не е изгласан, дали имаме редослед на пријавени говорници за процедурално, дали имаме редослед на пријавени говорници за збор и така натаму. Значи, согласно член 125 став 3 од Деловникот вели: матичното работно тело зазема став по мислењата и предлозите на заинтересираното работно тело. Председателке, дали е разгледан овој закон од страна на заинтересираното тело? Дали имаме забелешки од заинтересираното работно тело, од Комисијата за европски прашања? Дали имаме забелешки, дали имаме записник од таа комисија? Да видиме дали се усогласува и со европска регулатива. А отпосле да го разгледаме овде. Комисијата се уште го нема разгледан овој предлог и нема створени услови за ние да продолжиме овде со дебата. Исто така вршите повреда и на член 79 став 2. Собранието не може да расправа по предлог на закон со кој што се врши усогласување со правото на Европската унија, ако предлогот на законот не го разгледа Комисијата за европски прашања на собранието. Повторно кршење на Деловник. Да. Следна повреда е член 121 став 4. Пратеник кој не е член на работно тело
има право да присуствува на седница на работно тело и да учествува во неговата работа без право на одлучување. Дали вие на колегите пратеници им дозволивте да учествуваат на оваа комисија? Дали им дадовте процедурално да се јават, да дадат одредени забелешки, да ги кажат своите забелешки за вашето неправилно постапување? Не го сторивте тоа. Ова е уште една злоупотреба на деловникот и прекршување на истиот. На 21.9. иако дневниот ред не е усвоен, претседателката продолжи со работа по првата точка на дневниот ред на седницата број 33 на Комисијата за политички систем, спротивно на деловникот, односно спротивно на членот 124 од истиот. Па потоа, во истиот ден, да се дека нема да се смета за втор ден на расправа. Тоа веќе еднаш го спомнав, ќе го спомнам уште еднаш. Ова е спротивно на сите правни норми и спротивно на овој деловник кој што вие сакате да зборувате дека го почитувате. Значи, формални грешки не постојат и не смеат да постојат. И не можете да се повикувате дека имало некоја формална грешка во вашето постапување. Ако има формална грешка, каде е одговорноста за таа формална грешка? Луѓе за вакви формални грешки или не грешки и за не никаква грешка денес лежат во затвори. Затоа претседателке на комисијата не може да се продолжи онака како што вие очекувате дека ќе продолжите со оваа комисија. Насила да истуркате нешто што не може да помине. Оваа македонска јавност е згадено, ние како секој ден зборуваме тука дека се злоупотребува деловникот, дека ние секој ден имаме по 5 седници закажани во исто време на иста комисија, во исто време закажана пленарна седница, во исто време колегите пратеници не можат да бидат горе да зборуваат во исто време додека ние овде се јавуваме за да кажеме за процедурално забелешки, да ви кажеме дека не е онака како што се представувате европски се. Оваа собрание најмалку е европско. А вие на секој закон кој што има фалинки, мани и со кој што треба некои скриени работи да се протуркаат, го ставате европското знаменце. Ова е недозволено, ова некој го следи. Затоа извештаите на Европската комисија се такви какви што сте. Затоа министерот Маричик дојде еден ден и се повлече, затоа што треба веројатно да биде на некое друго место. Затоа министерот Тупанчевски не може да дојде овде и да присуствува, затоа што очигледно не му се допаѓа ова што треба да го види и да го слушне овде. И оставки треба да си поднесат, да. И оставки треба да си поднесат. Напоменувавме на многу прекршувања на деловникот. И денес повторно го правиме ова. И ќе ги искористиме сите можности да ги забележиме сите недостатоци на вашето владење и на вашето раководење на комисиите, на вашето раководење на Собранието на Република Македонија. Вразумете се, ниту е овен дневниот ред, ниту е некој ден од расправата по овој закон. Да се вратиме од почеток, да одиме по редоследот на работите, затоа што правните пракси кои што ги стварате, односно лошите пракси кои што ги стварате на оваа комисија, не ви донесат ништо добро ниту на вас како владеачка гарнитура, ниту на вас претседателке. Немојте вашата политичка кариера да ја зацементирате со едни вакви ниски и недолични постапувања во Собранието. Ви благодарам.